Благодарам, почитуван ректоре на универзитетот, професор Неделковски, почитуван декан на Факултетот за безбедност, професор Дујовски, почитувани продекани, ценети професори, почитувани директори, припадници на македонската полиција, драги студенти. Изразувајќи ја својата благодарност што повторно ми укажана честа да се обратам пред овој академски аудиториум, дозволете ми да истакнам дека задоволството овој пат е двојно. Не само заради одбележувањето на првиот академски час на новозапишаните студенти на прва година на Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски, туку и заради фактот што оваа наша најстара институција од областа на безбедноста одбележува 45 години од своето постоење и работење. Иако денешниот ден е неповторлив, пред се емотивно, како нова страница од животот на бруцошите, на вашите нови колеги, овој ден во иста мерка е значаен за самата академска заедница. Бидејќи, еве после 45 години, Факултетот за безбедност продолжува со несмален интензитет и стремеж да го потврдува она што во годините наназад успешно го фундираше и надградуваше своето научно стручно реноме, односно своето незаобиколно и стамено место во образовниот систем на Република Северна Македонија. Почетокот на академската година е подеднакво важен како за новата генерација студенти на овој факултет, секако за генерациите што тој процес веќе го започнале, меѓутоа и за самиот наставно образовен кадар, како неспорна потврда на образовно воспитниот континуитет на самата институција и на незиното богато академско портфолио. Овој респектабилен континуитет е исполнет со макотрпно создаван и трпеливо граден научен кредибилитет во изминатите 4,5 децении постоење и функционирање на Факултетот за безбедност, кој од основањето во 1977 година до денеска може да се пофали со бројка од 3500 студенти на прв циклус, 140 магистри на науки и дури 43 доктори на науки од областа на безбедност. Всушност, символиката на првиот академски час има реално и исклучително значење. За овие млади луѓе таа представува нов почеток, нова страница од завршните фази на нивниот образовно и професионално профилирање како академски граѓани, кои одбрале безбедносната наука како животен повик. За професорскиот и раководниот кадар таа е предизвик, како за утврдување на досега постигнатото, така и за тежнење кон нови цели, нови и уште подобри резултати и научни дострели. Конечно и за самото општество, во кое што стекнатите знаења, вештини, искуства на овие млади луѓе треба да го најдат своето вистинско место и улога како фактори кои ќе предонесуваат кон неговиот севкупен натамошен развој. Имено безбедноста со незината широка интердисциплинарност е наука што динамично се развива, разгранувајќи ја и етаблирајќи ја сопствената применливост во огромната низа општествени сегменти. Така што модерните општества од своја страна се повеќе ја препознаваат нужноста од подлабоко инволвирање на таа безбедносна разнообразност во сите пори од нивното функционирање. Денес речиси и да нема подрачје, институционално или вон институционално, кое што не е офатено или низ кое не се испреплетени прашања и дилеми од безбедносно значење и безбедносен интерес. Отаму сферата на безбедноста како образовен избор, со оглед на општествената важност, навистина представува специфичен академски предизвик во кој што се сообразува теоретското со практичното и таква тенденција логично налака, односно преферира кон поголем квалитет во образовниот процес. Особено доколку се сака поголема институционална функционалност, ефикасност и одговорност на системот, добробит и просперитет на општеството и граѓанинот во него, а при тоа и да се следат личните професионални амбиции, интелектуалната љубопитност и стремежи.
Продолжувајќи во овој контекст, дозволете ми како министер за внатрешни работи, во име на институцијата чија што примарна функција е токму безбедноста и сигурноста на луѓето, на материјалните добра, на уставно-правниот поредок, јавниот ред и мир, да истакнам дека нашето министерство во годините наназад демонстрираше крајно отворен и партнерски пристап кон безбедносната наука. При тоа ставајќи ги на прво место образовно-стручните критериуми и стандарди, како во своето секојдневно работење, така и во поглед на професионалните капацитети на секој наш службеник. А тоа пак заради нашата длабока увереност дека токму стручната и образовната подготвеност се оние важни претпоставки за севкупното поквалитетно работење на Министерството за внатрешни работи, односно на нашата полиција. Значи, тука говорам за една од фундаменталните точки на нашата политика во делот на кадровско и стручно надоградување на Министерството за внатрешни работи. Дополнително, непобитен е фактот дека од година во година во се повеќе дејности се отворат низа на можности за конкретно инволвирање и ангажман на безбедносната наука, што само по себе уште повеќе истакнува важноста на вашето квалитетно образование. На крајот, дозволете ми вам, почитувани студенти од прва година, но и на студентите од другите години при Факултетот за безбедност, како и на вашите ценети професори и сите вработени во оваа наша реномирана високообразовна институција, да ви го честитам почетокот на новата академска година, но и одбележувањето на 45 годишниот јубилеј, посакувајќи ви на сите лична, семејна среќа, успех на личен и на професионален план. Ви благодарам многу.